актуелната состојба на домашниот финансиски пазар постојано не посетува дека постои простор за раздвижување, раст и развој, примерно преку вклучување на нови финансиски инструменти и можности за тргување со примена на добрите практики од поразвиените финансиски пазари. Меѓутоа, самата имплементација на таквите практики на тие производи ја наметнува потребата од етаблирање на една јасна, дефинирана, разбирлива, правна, регулаторна рамка. И нашиот следен ценет говорник има токму таква улога и голем придонес во воспоставувањето на таквата рамка во Македонија. И затоа ќе го поканам докторант Драган Лазаров да го даде своето обраќање. Благодарам многу. Почитувана вице-гувернер, господја Емилија Нацевска, досегашен председател Бојан Цветановски, почитувана новоизбрана председателка Весна Трајковска, честитки за изборот, честитки за сите досегашни членови на органите и нови. Голема чест е да се обратам овде. Предпоставам еден или исклучок или единствен правник овде, но јас секој се чувствувам удобно помеѓу вас, бидејќи многу и секојдневно работиме со доста голем дел од вас. Имам особена чест денес да се обратам пред вас со доста важни новости и напредоци во уредувањето, односно во правната регулатива, која што е од особено значење токму за вас. Значи, вие сте ultimate stakeholders. Со голема чест и задоволство прифатив оваа покана, токму затоа што имаме што да кажеме, навистина. Интересно време е во моментов затоа што само што се донесе една посеопфатна рамка на новиот закон за финансиски инструменти, законот за проспект, кој што првпат регулира една област. Во текст се и во нацрт се и законот за решавање банки, законот за финансиски колатерал, законот за инсолвентност. Значи, ни престои една поширока, посеопфатна и сериозна правна реформа, но сето тоа со цел нормално приближување кон законодавството акито на Европската унија и овозможување на еден по-динамичен пазар кај нас. Најпрво би сакал да се, значи, денешното моје обраќање ќе го осврнам на најактуелната тема која ве засега, тоа е проектот за close-out netting или нетирањето, кој што само што започна и е во тек и го имплементираме и кој што конечно има за цел конечно добивање на позитивно мислење од ИЗДА, со што се надеваме Македонија, то дефинитивно директно ќе влијае на ставање на нашиот пазар на Македонија на мапата на странските пазари на инвеститори, а со тој ќе се отклучи еден цел нов потенцијал на нашиот пазар. Клучен елемент на развој на пазар на капитал секогаш е составањето на ефективен и ефикасно регулиран пазар на изведените финансиски инструменти, деривативите и репо трансакциите. Кога се соодветно регулирани, истите може да бидат ефикасна алатка за развој на пазарот на капитал и намалување на ризикот, а нивната употреба и достапност може да ја потикне домашната и меѓународната инвестициска активност. Во моментов, во нашата правна рамка, во нашиот систем, не постои сеопфатна законска рамка за деривати и репо трансакции и заради ваквиот недостаток ИЗДА се уште не може да го даде своето правно мислење, кое што би требало да биде позитивно. На последниот форум, на правниот форум на ИЗДА во Лондон, кој што се одржа во јануари оваа година, лично разговарав со клучните луѓе во овој аспект и сите тие со нетрпение очекуваат да ја прошират нивната листа и да се најде и Македонија како дел од земјите кои што имаат имплементирано и за кои што ќе може да се издаде позитивно мислење. Најпозитивното нешто кој што е придвижено во таа насока е проектот кој што е имплементиран од страна на Европската банка за обнова и развој со финансиска донаторска поддршка од владата на Луксембург, која што не избра нас како локални консултанти за имплементација на овој проект во соработка со
Цветкова БЕБ партнери од Софија, кои што се членки на американско-британската адвокатска фирма, каде што и ние членуваме, Evershed Sutherland, голем меѓународен конгломерат на правници со голем капацитет и знаење по многу юрисдикции. Целта на овој проект е да се спроведат неопходните измени во регулативата заради креирање на сеопфатна правна рамка за деривативи и репо трансакции, со спроведување на принципот close-out netting, односно затворање со пребивање. Нашата цел ќе биде да се даде поддршка во подготовката на новиот закон за финансиски колатерал и негово целосно согласување со директивата на ЕУ и со тоа да се постигне во најголем можен обем усогласување со европската рамка. Тоа подразбира и малку поширока, не е само законот за финансиски колатерал, ќе мора да се отвори и законот за инсолвентност, законот за стечај, подзаконските акти, значи целта е што е можно пошироко и целосно сеопфатно усогласување на правната рамка. Секако повторно ќе истакнеме дека конечната цел е добивање на позитивно правно мислење. Проектот ќе трае 18 месеци, само што започна, ја затворивме првата фаза, односно првиот Inception Report, почетниот извештај веќе е доставен до Министерството за финансии и од тука натаму продолжуваме во втора фаза со бенчмаркинг, односно со гап анализа правна, да се утврди сегашната состојба на недостатоците и потоа веднаш се започнува со фазата на подготовка на законот. Морам да истакнам дека овој проект конечно се реализира во соработка со АЦИ Македонија после долги години, повеќе години, несебични и сериозни заложби и лобирања, пред се поради несеобичниот ангажман на раководството на АЦИ Македонија и затоа истакнувам посебна благодарност на досегашниот председател Бојан Цветановски и председателот на надзорен Звонко Станковски, кои што верувам дека со започнувањето на овој проект оставаат позади себе во својот мандат еден сериозен напредок за сите вас и за самото здружение. Само накратко да институтот Close-out netting, верувам дека на поголем дел од вас ви е познат, најверојатно дел од вас и веќе имаат извршено одредени трансакции или имале можност да видат како се вршат. Во правниот свет е релативно нов, но е доста значаен. Имаше секојаш на годишните форуми на ИЗДА има еден цел посебен дел кој што е посветен само на нетирањето, токму поради неговата важност како инструмент, каде што стана збор за големи сделки, за големи страни, кои што со себе носат нормално и големи ризици. Во финансискиот сектор постои од раните 90-ти, најверојатно, и има одредена сличност со класичниот правен институт за пребивање, но може да се изврши во однос на сите неподмирени обврски во еден правен однос, без оглед на нивниот вид, односно плаќање или испорака и валута. Употребата на пребивањето со затворање е ефикасна техника за ублагување или митигирање на ризикот, затоа што им овозможува на договорните страни во главниот договор да го следат и управуваат кредитниот ризик на другата договорна страна, што произлегува од овие трансакции, според договорот на нето износ наместо на бруто основа. Истото им овозможува на договорните страни со тоа драстично да го намалат износот на нивните изложености на кредитен ризик, што навистина го олеснува управувањето со ризикот и нормално ги намалува трошоците. Токму поради ова, овој институт има се поголемо значење и без него, затоа е поставен како задолжителен од страна на ИЗДА, без него едноставно не може да се вршат репо трансакции. Генерално во нашата правна регулатива, сосем накратко без да навлегувам во детална анализа, не постои забрана за да се склучи главен договор со одредена ваква одредба. Меѓутоа, бидејќи страните сепак се слободни според нашиот систем да ги договараат договорните услови, сепак спроведувањето на ваков ангажман во случај на несолвентност или отварање на стечај е главниот ризик. И токму поради тоа се бара посебна регулација да се воведе овој систем како системски инструмент, односно системска алатка внатре во повеќе закони кои што ќе пружат целосна заштита. Само за илустрација, имаше еден пример сега во Лондон на сделка помеѓу, ако не се лажам, Societe Generale, каде што беше сведено на толку едноставна работа на отварањето на стечајот,
на доставата на известувањето кога се отвара стечај, беше сделка во износ од 1,5 милиарди евра. Значи, станува збор за навистина основен, суштински, а тежок институт кој по својата функција. Затоа во периодот што следи ќе се обидеме да го дадеме нашиот максимум во соработка со вас, нормално. Со АЦИ имаме, од секојаш имаме одлична соработка и АЦИ е еден од носителите и главните учесници во овој проект и сите вие како директни учесници на пазарот и во секој момент се очекува проактивна улога од ваша страна затоа што конечно сите овие придобивки целта е вие да ги осетите, вие сте тие што утре ќе ги правите трансакциите. Ние и сите од целиот проект сме постојано отворени за соработка и очекуваме забелешки, критики, коментари се до затворањето за наредна година и пол, наредните 18 месеци. Веруваме дека со ова ќе се направи еден сериозен исчекор и Македонија како една од земјите во регионот, ретки кои што мислам остана без овој инструмент, конечно и ние ќе се најдеме на мапата на ИЗДА и тоа конечно придобивките од тоа ќе можете да ги осетите и да функционирате со нив токму вие. За крај би сакал да се осврнам на уште една идеја која што ја разработувавме со Бојан и со Звонко и со председателството и членовите на АЦИ изминатиот период. Тоа е во делот на развивање на нови должнички хипотекарни инструменти, кои што постојат во Европа, многу се користат, тоа се пред се покриените обврзници. Минатата година во јуни, нашата адвокатска канцеларија во соработка со колегите повторно од Бугарија, под покровителство исто на Европската банка за обнова и развој, Европскиот совет за покриени обврзници, Moody's и европски консултанти, за прв пат одржавме една конференција на која што се отвори темата за покриени обврзници како потреби и перспективи за Македонија. И ова беше навистина една успешна конференција која што само ја отвори и ја зачна темата на покриени обврзници, кој што како инструмент и како европска регулатива секако би требало да се донесат и се во планот на усогласување на Министерството за финансии како надлежно министерство за регулативата од ова област. Се надеваме дека ќе продолжиме и во натамошниот период и со новото председателство и со новите органи да соработуваме на уште многу вакви интересни и иновативни проекти кои што ќе донесат сериозни придобивки за вас, за пазарот и пак ќе ја приближат Македонија до европските пазари, па и до светските. Би сакал да ви посакам успешна работа, уште едно успешно годишно собрание и до наредното би сакал исто така да дојдеме и да разговараме за уште повеќе конкретни резултати од сите овие наши тековни проекти. Ви благодарам многу за вниманието.